Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски денеска во посета на сместувачките објекти на Арама во Богданци. Година дена по затворањето на Балканската рута, ситуацијата е стабилна и мирна и намален е бројот на илегални применувања. Од Агенцијата за вработување во Струмица велат дека интересот за огласот за самовработување е помал споредено со претходните години. Граѓаните од 21 град од цела Македонија и денес на улиците. Ставот и понатаму е ист, да се отфрли албанската платформа со која се загрозува суверенитетот и унитарниот карактер на државата. Втордневник на телеканал А1 за денес. Добре дојдовте. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и денес продолжува со мирните протести во 21 град ширум државата. На југоистокот протести има во Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш. За денес во 17 часот повторно е закажан собир во овие градови, а во продолжение атмосферата од вчерашните собири и коментарите на присутните. Да застанат на знамето, некој убав кадар да ќе сакам, а после што ќе снимаме за демократска држава. Јас не може да се размислам каква демократија он сака. Во Валандово си јасни, живи луѓе ке јаде и ќе избрка од чистачката директор. И сега припака програмата, платформата на албанска држава. За заедничка Македонија, да не би се кинело нашето ткиво македонско. Македонија мора да остане една единствена. Немаме друга, немаме резервна Македонија, тоа е единствена наша. Ние сме излезени овде да го чуваме ова што ни припаѓа на Македонија. Затоа секој пат ќе изјагуваме кога е во питање нашата држава. Се да заврши добро за народот. Да не Македонија да не ни ја делат. Вечерва се собравме во толков број за да одговориме на сценаријата на деформирање и разнебитување на Македонија со љубов за унитарна Македонија, но и со одлучност со која ќе ги подкрепиме љубовта и посветеноста. Креативни сме, спремни и неуморни кога се во прашање Македонија и нејзината иднина. Македонија ни значи премногу за да не бидеме тука за неа кога сме и потребни. Само за остварување ниски политички страсти и комплекси, граѓаните тоа нема да го дозволат, тоа веројатно досега го сватија сите. Се до исполнувањето на нашите барања, односно започнување на нивното исполнување, ние нема да отстапиме. Сите политички партии, заедно со граѓаните, бараме да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани во други држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владена програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите. Бараме од партиите, а посебно од ВМРО ДПМН и СДСМ да не допуштаат да се согласи да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Баравме од председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов,
да го почитува уставот, да не доделува нам мандат по истекување на рокот, кој веќе е истечен. И затоа што давањето на мандатот за платформа во туга држава ќе го направи соучесник во разнебитување на Република Македонија. На огромна радост, последново наше барање веќе е исполнето. Гоце Делчев рече: јас го разбирам светот како поле за културен напредок меѓу народите. Почитувани мои сограѓани, во овие не баш пријатни моменти, почувствува потреба денес да бидам со вас и да ви се обратам со неколку мои зборови. Тука сум заедно да ги изразиме нашите чувства, негодување по однос на настанатата политичка ситуација. Драги мои, се прашувам зошто? Кому се потребни ваквите тензии? Што им треба на нашите сограѓани? Нели тие имаат се? Училишта, факултети, институти, домови за културата, каде можат да ја развиват и афирмираат собствената култура и тоа на нивен собствен јазик. И се друго што во ниту една унитарна држава го нема. Овде го има. И што повеќе? Што сакат повеќе? Јас не можам да знам. Јас имам многу пријатели од различни националности и вери. Сметам дека осудата и отфрлањето на тиранската платформа е единствен начин за излез од безизлезната состојба во која се наоѓаме. Само на тој начин ќе ги постигнеме целите на договорот од Пржина, пред се итните реформски приоритети, политичката стабилизација, намалувањето на меѓупартиските и меѓуетничките тензии во Република Македонија, како и враќање на државата на патот кон европските и евроатлантските интеграции, се вели во обраќањето на председателот Ѓорги Иванов, адресирано до Европската Унија, НАТО, Соединетите Американски држави и до турскиот председател Ердоган. Во пресред на состанокот на Европскиот совет, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов упати писмо до членовите на советот, председателот на Европскиот совет Доналд Туск, до генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и до двата стратегиски партнери на Република Македонија, до председателот на САД Доналд Трамп и до председателот на Република Турција Реджеп Тајип Ердоган, во кој ги запознава со актуелната состојба и со сето она што се случува во Република Македонија. Република Македонија веќе 2,5 години минува низ длабока политичка криза. Со леснувачката улога на Европската Унија и на САД беше постигнат договорот од Пржино, во чија суштина беше организирање предвремени парламентарни избори во фер и демократски услови и формирање влада на Република Македонија, што најпрво ќе се фокусира на итните реформски приоритети. На 11 декември 2016 година се одржаа слободни фер и демократски избори, кои беа поздравени од сите страни. Но наместо излез од кризата и фокусирање на итните реформски приоритети, ние повторно се најдовме во длабока политичка криза. Имено по изборите, 3 од 4 парламентарни партии на етничките албанци во Република Македонија, со 18 од вкупно 120 пратеници во собранието, под покровителство на премиерот на Република Албанија Еди Рама и неговиот министер за надворешни работи во Тирана, создадоа платформа за албанците во Република Македонија. Тиранската платформа стана предуслов за формирање влада на Република Македонија. Платформата е постизборен документ усвоен во туѓа држава во кабинет на странски државник и со посредство на премиер на туѓа држава. Со оваа платформа се загрозува сувереноста и независноста на државата, доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Реализацијата на платформата подразбира промени во уставот на Република Македонија, со кои би се загрозил унитарниот карактер на државата. Платформата го нарушува Охридскиот рамковен договор кој ги регулира односите на етничките заедници во државата Република Македонија и нивните меѓусебни односи. Во спротивност со Охридскиот рамковен договор, платформата е дискриминаторска кон другите етнички заедници, бидејќи приоритизира само една заедница. Оваа платформа од Тирана дополнително ја дестабилизира внатрешно политичката состојба и ги зголемува меѓуетничките тензии во Република Македонија. Со начинот на кој е донесена и со изјавите на официјалните представници на Република Албанија и Република Косово, негативно се одразуваат на меѓусоседските односи и се врши дестабилизација на регионот на Западен Балкан.
Оваа платформа нас не доведе во застој од кој е тешко да се излезе бидејќи има ултимативен и оценувачки карактер. Во согласно со член 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, на 1 март 2017 година донесов одлука да не определа мандат за состав на владата на Република Македонија на секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се оценува македонскиот народ. Се загрозува унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независноста. Како председател на Република Македонија, моја уставна должност е да ги почитувам уставот и законите и да ги штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. За сите овие нешта лично ги информирав комесарот Хан и високиот представник Могерини. Од нив побарав јавно и јасно да ја осудат и да ја отфрлат платформата како чин на мешање во внатрешните работи на суверена држава и како документ што дополнително не дестабилизира и изложува на внатрешно политички, меѓуетнички и можни геополитички влијанија. Ки повторам дека овој документ кој е ултимативен и оценувачки го суспендира и договорот од Пржино во кој Европската Унија го вложи сиот свој надворешно политички кредибилитет. Сметам дека осудата и отфрлањето на овој документ е единствен начин за излез од безизлезната состојба во која се наоѓаме. Само на тој начин ќе ги постигнеме целите на договорот од Пржино. Пред се, итните реформски приоритети, политичката стабилизација, намалувањето на меѓупартиските и меѓуетничките тензии во Република Македонија и враќање на државата на патот кон европските и евроатланските интеграции. Во тој контекст барам со внимание да разгледате вистинската реалност со која сме соочени и да се заложите оваа штитна платформа да биде јавно отфрлена и осудена од страна на Европската Унија и НАТО и нивните земји членки. Понатаму очекувам да го осудите флагрантното мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на два нејзини соседа, аспиранти за полноправно членство во Унијата. Конечно, очекувам да испратите силна порака до нашиот геополитички ранлив регион за неповредливоста на границите на Балканот и да ја реафермираме европската и евроатланската перспектива на земјите од регионот. Отсуството на јавна осуда на платформата од Тирана од страна на меѓународната заедница само ќе охрабри слични обиди во нашиот, но и во други региони во Европа со сложена етичка, религиска и јазична реалност. Најискрено се надевам дека ќе најдам на вашето разбирање. Во прилог ви доставувам копија од горе наведената платформа, како изјави на официјални представници и институции на Република Албанија и Република Косово. Како председател на Република Македонија, земја долгогодишен кандидат за членство во Европската Унија и НАТО, очекувам да се ангажирате и да ни помогнете бидејќи иднината и перспективата на моите сограѓани се пред мощен сериозен предизвик, стои во писмото на председателот Иванов. Сојузот на синдикати на Република Македонија ја изрази својата загриженост за ескалацијата на политиката. Апелира и бара до сите инволвирани во овој процес во интерес на стабилноста на државата, во интерес на просперитетот на македонското општество, во интерес на обезбедување на нормален процес на работа, во интерес на обезбедување на социјално, материјалната и економска состојба на работниците и граѓаните во Република Македонија да ги преземат сите уставни и законски надлежности за справување со кризата. Повикувајќи се на основните демократски вредности втемелени во член 32 од Уставот на Република Македонија за остварување на правото за работа, слободен избор, заштита при работењето, повикувајќи се на принципите промовирани од ИТУЦ и ЕТУЦ за заштита на ова право, повикувајќи се на меморандумот за заедничка соработка на синдикалните централи во Република Македонија и повикот од сите синдикати, ССМ ја изразува својата загриженост за ескалацијата на политиките, а се поевидентни и економски состојби во државата. Апелира и бара до сите инволвирани во овој процес во интерес на стабилноста на државата, во интерес на просперитетот на македонското општество, во интерес на обезбедување на нормален процес на работа, во интерес на обезбедување на социјално, материјалната и економска состојба на работниците и граѓаните во Република Македонија да ги преземат сите уставни и законски надлежности за справување со кризата. ССМ ги повикува и бара сите актери и субјекти во оваа криза да пристапат кон нејзино надминување, водејќи се и почитувајќи ги принципите на почитување на Уставот, унитарниот карактер на државата, државниот суверенитет и интегритет, рамноправност и интегритет на народот и граѓаните и мултиетничкиот карактер на државата.
ССМ во интерес на спроведување на овие основни уставни вредности и принципи повикува на нивно почитување како основа која ќе овозможи на тамошен просперитет на граѓаните и работниците во Република Македонија. Убедени сме дека сите синдикални централи, потписници на меморандумот за заедничка соработка и сите останати синдикати ќе го дадат максимално својот придонес во остварување на горе споменатите вредности и цели како основи кои ќе овозможат на тамошен просперитет на граѓаните и работниците во Република Македонија. За ССМ надминувањето на кризата, доследното почитување на уставот, законитоста, унитарноста и суверенитетот на државата и заедничкото живење е приоритет на сите и основен предуслов за мирен и спокоен живот и развој на Република Македонија. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Њулевски денеска беше во посета на јужната граница и на сместувачките капацитети на војниците во објектот Мласот Богданци. Година дена по затворањето на Балканската рута ситуацијата е стабилна и мирна и намален е бројот на илегални преминувања. Мирна и стабилна е ситуацијата на јужната граница. Година дена по затворањето на Балканската рута за бегалците никогаш и не била помирна. Со почетокот на есенскиот период значително е намален и бројот на обиди за илегално минување на границата од страна на мигрантите, поради што моментално овде имаме распоредено и најмал број на војници во изминативе 18 месеци, рече Јолевски при посетата на сместувачките капацитети на војниците на армијата на Република Македонија во Богданци. При посетата министерот оствари средба со војниците кои се распоредени долж граничната линија, како и со стационираните војници кои се сместени во реновераните објекти на Мласот Богданци. Армијата на Република Македонија и институциите во Република Македонија внимателно ја следат состојбата со развојот на мигрантската криза и имаме ние соодветни сценарија, планови развиени ако се зголеми приливот на мигранти во Република Македонија од нашата јужна страна. Бројот на војници се менува во зависност од потребите. Сега нивото на ангажираност на војска е најмало во последните 18 месеци. Околу 100 војници и офицери моментално се распоредени на јужната граница, додека пак се уште не промената е бројката од само 60 мигранти сместени во прифатниот транзитен центар Вино-Југ. Агенцијата за катастар на недвижности започна со бесплатно ажурирање на податоците. Со тоа им се овозможува на граѓаните бесплатно да си го запишат својот имот. Повеќе за работата на Агенцијата за катастар на недвижности е дел од отвореното студио со директорот Славче Трбевски. Во 2012 година заврши процесот на создавање на катастар или создавање на катастарот на недвижности на територијата на Република Македонија и при тоа создавање во тој процес на брзо правење на катастар, ја би го нарекол, од отприка 4,1 милион парцели колку што постојат во Република Македонија, околу 10% од истите останаа со неутврдени права, поточно граѓаните во постапката за систематско запишување на правата на собственост не се пријавиле во соодветните подрачни оделенија. Имајќи во предвид дека како држава ни е многу битно да секоја педа земја во Република Македонија си го има својот сопственик, дали тоа ќе биде приватна или државна, тоа е сосем ирелевантно, се пристапи кон измени на законот за катастар на недвижности и на тој начин се овозможи да им се даде уште една шанса за оние подрачја во Република Македонија каде што процентот на незапишани права е поголем од 20% на ниво на катастарска општина. Со измените на законот 2014 година, катасторот веќе пристапи врз основа на годишни програми кои што ги носи владата Република Македонија, да ги повикува граѓаните, да ги донесат своите документи и да ги запишат своите права на собственост во бесплатно да ги запишат во имотниот лист, односно да си добијат бесплатен имотен лист. Оваа можност е веќе трета година како ја правиме и за оваа година владата Република Македонија донесе нова годишна програма која што се опфатија покрај постојните катастарски општини, се опфати и нови катастарски општини. Добро е можеби да спомнам за Струмица и Струмичко кои катастарски општини се опфатени и да употребен апел до граѓаните да искористат оваа можност за бесплатно да си го запишат својот имот.
Целото издание на отвореното студио ќе може да го погледнете веднаш по завршувањето на овој дневник. Продолжуваме понатаму со останатите содржини. Истекува рокот за огласот за самовработување. Од Агенцијата за вработување во Струмица велат дека засега помал е интересот за оваа мерка споредено со претходните години. Заинтересираните имаат рок до 10 март да ги поднесат апликациите. Во АВРМ активни се повеќе програми и мерки за намалување на невработеноста. До 10 март заинтересираните невработени имаат можност да аплицираат за мерката самовработување. Од Агенцијата за вработување од Струмица велат дека очекуваат бројот на апликации стигнати до нивна адреса да се зголеми. Апликантите кои ќе поминат повеќе селекции може да искористат од годинава 4.000 евра, а не како досега што биле 3.000. Значи, пријавите се поднесуваат до 10 март. Понатаму продолжуваме со пополнувањето на тестот, врз основа на кој што тест следува првата селекција на кандидатите. По извршената првична селекција, според одговорите во самиот тест, електронски кој што се работи, следува изработка на мини бизнис план, во кој што овие лица кои што ќе поминат првата селекција, учествуваат во обука која што трае 4 до 5 дена. Обуката се спроведува од овластени консултанти и после оваа обука тие развиваат својата бизнис идеја и ја поминуваат втората селекција. Понатаму се подложени на трета селекција. Во третата селекција следува изработка на бизнис план од официјални консултанти и така да на крајот лицата кои што ќе успеат да ги поминат сите фази во текот на целата селекција го добиваат овој грант во износ од 4.000 евра. Во тек е и мерката за самовработување со кредитирање. Од агенцијата велат дека условите под кои се нудат кредитите се многу поволни, а апликантите може да користат дополнителни средства за вработување на 1 до 4 лица. Ова е различно од програмата за самовработување, бидејќи програмата за самовработување со кредитирање лицето аплицира за кредит кој што се враќа за период од 3 или 5 години во зависност од износот на кредитот, но е со многу поволни услови. Се работи за кредит со 1% годишна камата и се враќа за 3 години доколку лицето аплицирало за 3.000 евра со 1 година грейс период. Доколку се работи за млади лица до 29 години и доколку лицето сака да аплицира за повисок износ, програмата за самовработување со кредитирање нуди кредит од 7.000 евра, исто така со 1 на 100 годишна камата и со можност да го врати за 5 години со 1 година грейс период. Од Агенцијата за вработување на Струмица велат дека по основ на самовработување досега се склучени 350 договори. Од овие новоотворени компании 70% работат со позитивен бонитет. Од мерката самовработување со кредитирање во Струмица склучени се околу 200 договори. Според статистиката на агенцијата, како активни баратели на работа во Струмица се водат 3.000 граѓани. Учениците од општина Валандово и оваа година со своји креативни творби посветени на мајките учествуваа на конкурсот по повод 8 март, кој традиционално го распишува градската библиотека Гоце Делчев. Новитет оваа година е тоа што во 8 мартовскиот конкурс вклучени беа и децата од градинките во општината, како и од Дневниот центар за деца со посебни потреби. Песни, цртежи и креации на тема 8 март, меѓународниот ден на жената, денес беа изложени во библиотеката Гоце Делчев во просториите на Домот на културата 25 мај во Валандово, како дел од конкурсот кој по повод празникот го распиша оваа установа. Со своји дела се представија учениците од двете основни училишта во Јосифово и Валандово, децата од Централната градинка Калинка со клобновите, а за прв пат учествуваше и Дневниот центар за деца со посебни потреби со своји изработки. Беа организирани работилници по повод 8 март на тема Цвеќе за мама. На тие работилници учествуваа ученици од основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово, кои што заедно со нашите дечиња изработеа најразлични честитки, букети и цвеќиња за мајките, кои што истите изработки денеска се изложени во просториите на 25 мај. Со самата оваа изложба и со сите наши изработки можеме да покажеме кои се можностите и способностите на нашите дечиња, како ние работиме во нашиот дневен центар и колку сме креативни.
Организаторите на конкурсот ги доделија најдобрите награди во неколку категории. Книги добија 6 наградени ученици за најдобри песни во 2 категории на ученици од 1 до 5 и од 6 до 9 оделение. Исто така во 2 категории се доделија и 6 прибори за цртање за најдобрите цртежи, а прибори добија и наградените за најдобри креации. Без жените, дали тоа биле возрастни или помали, општината или воопшто семејството не може да оди напред, преди тоа што тие знаат да ни направат ручек, тие знаат да не посоветуваат и кога ни е јарно и кога ни е многу тешко. Нека им е среќен 8 март на сите сопруги, мајки, баби кои ни се тука присутни денеска. Помладите се заинтересираат денеска да сето ова го преточат во песнички. Основните училишта, двете кои ги имаме, Страшо Бринџур и Јосип Броз Тито, секако тука и градинката и посебен поздрав за децата, Центарот за деца со посебни потреби, се погрижија да денешниот ден се напишат песнички, се направат изложби, секој како знаел и умел им го честита 8 март. На понежниот пол, да песничките денеска ги прочитаме, поделиме благодарници на оние кои што се најуспешни и да така го завршиме денешниот ден. Освен овој конкурс, библиотеката организира уште еден ликовен и литературен конкурс посветен на патрониот ден на општината, односно ослободувањето на градот Валандово од фашистичката окупација, кој се одбележува во месецот ноември. Учителките, докторките, но и сите жени вработени во администрацијата не смеат да примаат подароци поскапи од 1000 денари за 8 март. Стои во Законот за вработените во јавниот сектор, каде е регулирано примањето подароци. Но подароците за сите останати се дел кој не се пропушта за овој празник. Додека струмиченки празникот на жената го минуваат во патување во некоја од европските метрополи, жените од Радовиш предпочитаат да останат дома и денот да го прослават со своите пријателки и блиски роднини. Најчесто тоа го прават во кафеаните и рестораните, а подароците во кои доминират цвеќето се незаменлив дел на 8 март. И додека жените слават, мажите, како по непишано правило, се приморани да купат нешто за сопругите, но велат дека од година на година, како што се менуваат трендовите, така и барањата се поголеми, па во комбинација со цвеќето секогаш оди и нешто плюс. Планираме да ги купиме и планираме да изнаеме ова година повеќе, бидејќи последна ни е. И сепак планираме да купиме нешто посебно за неа што ќе остави така посебен впечаток и ќе не запамне дека ние бевме најдобар клас до сега. Кој е оделение? Девето. Години купуваме подароци како најбитен фактор, како за нас представува букет цвеќе, бидејќи букетот цвеќе представува еден битен фактор, бидејќи тој представува знак на љубов и најчесто на другите настанички со така подаруваме ружи. Да. На кого најчесто? На керките, на снаите, на внуки. Он ми дава. Вие добивате подароци? Да, добиваме и ние. Што најчесто ви подаруваат? Од се по нешто. Повезно секако. Мора нешто да купиме, нели, нежниот пол секогаш треба да се гледа и да се чува. Така, символично, цвеќе или? Па и нешто поголемо. Да, некој повреден подарок, така. Настрана од традиционалните празнувања и подарувања, под глобалното мото Планета 50-50 до 2030-та истапи за родовата еднаквост. Меѓународниот ден на правата на жените се одбележува преку серија настани и иницијативи. Дополнително на 8 март Македонија ќе се приклучи на глобалната кампања Економското јакнење на жените во менливиот свет на работата, преку јавни настани и перформанси реализирани од повеќе невладени организации и активисти за женски човекови права. Настанот е дел од напорите за остварување на глобалната агенда 2030-та и одржливите развојни цели. И за крајот овој дневник да погледнеме што е најново надвор од границите на Македонија.
Во турскиот град Анталија денеска се одржа ненајавена трилатерална средба на начелниците на генерал-штабовите на армиите на Турција и Русија, генерал Хулуси Акар и генерал Валери Герасимов и на првиот човек на Сдружениот генерал-штаб на американските вооружени сили, генерал Џозеф Данфорд. Руското министерство за одбрана соопшти дека средбата е фокусирана на прашања поврзани со безбедноста во Сирија и во Ирак. Од друга страна, турскиот генерал-штаб информира дека на средбата биле разгледани состојбите во Сирија и Ирак, како и прашања поврзани со регионалната безбедност. Турските медиуми оценуваат дека оваа ненајавена средба представува вест од вонредно значење. Околу 300 лица кои влегле во САД со статус на бегалци сега се предмет на истрага на Федералното истражно биро за активности потенцијално поврзани со тероризам. Ова го изјави американскиот министер за правда Џеф Сешонс при представувањето на новиот декрет на председателот Доналд Трамп за привремена забрана на патување за државјани на 6 земји. Трамп вчера потпиша модифицирана верзија на неговиот декрет, која ќе стапи во сила на 16 март. Првиот декрет беше блокиран од сојузните судови. Германскиот канцелар Ангела Меркел ги отфрли обвинувањата од турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган за нацистичко однесување, откако локалните власти во Германија спречија турски министер да му се обрати на еден предизборен собир. Не можам да ги коментирам таквите непримерни изјави, рече Меркел. Дипломатските тензии растат во последниве денови поради турските планови нејзини министри да им се обраќаат на собирите во Германија и Холандија за поддршка на турскиот референдум за уставни реформи, со кои му се даваат поголеми овластувања на председателот. Деца кои живеат во Сирија, некои на само 12 годишна возраст, самите се повредуваат. Земаат наркотици и прават обиди за самоубиство за да ги избегнат ужасите на војната што трае повеќе од 6 години, објави Спасете ги децата. Секој четврто дете или 2,5 милиони се пред психичко расстройство, соопшти таа меѓународна хуманитарна организација во најсеопфатен документ за психичкото здравје на децата во Сирија. Речиси 5 милиони сиријци побегнале од татковината откако почна војната во 2011 година, а на 13,5 милиони им е потребна помош, од кои половината се деца, се наведува во податоци на служба на Обединетите нации за координација за хуманитарни прашања. Тука е крајот на овој дневник. Наредниот е во 20 часот, кога се вклучуваме во живо со најновите информации од Југоистокот и Македонија. До тогаш пријатно.